Елена Иванова, Фондација Импакт. Човек кој е промотор и иницијатор на една невообичаен собир кој се нарекува фриленсери. Фриленсери во Македонија, а проектот е Реекономи, што всушност би требало да значи некоја нова реорганизација на економијата и на системот на социјалното битие. Еден податок што го прочитав, што беше повод за разговор со Елена Иванова и најавата дека на 10 ќе се одржи собир на фриленсерите во Македонија. Тоа што неофицијално кружи, не верувам дека може да се потврди, дека во Македонија над 10.000 главно IT експерти или програмери се во позиција на фриленсери. Што е тоа? Потенцијал кој на одреден начин досега беше скриен. Сите знаеме дека има поединци кои заработуваат прилично високи приходи, имаат месечно, годишно и така натаму. Да не крием дека дури директорката на УЕП овде јавно соопшти дека регистрирале дека има прилив од 500.000 евра за одреден фриленсер. Јас знам и за други поединци кои за волја на вистина не случајно, кога ќе видам дека возат бесни коли, нашето е или е мафија, или е новата структурирана економска моќ околу фриленсерите и IT индустријата. Иванова, што е поентата? Прво на Реекономи и второ на овој собир на фриленсерите? Ви благодарам. Прво на поканата и на прашањата. Реекономи е зелена инклузивна програма, регионална, во 12 земји во Западен Балкан и Јужен Кавказ, каде што се имплементира проект кој што треба во Македонија да помогне за самовработување. Значи, овој проект се имплементира од швајцарска интеркооперација Helvetas, финансирана од Шведската агенција за развој и соработка СИДА, за да го зајакне самовработувањето во Македонија и во сите други 11 земји што ги спомена. Ние одбравме дека ќе влеземе во фриленсинг нишата, затоа што свативме дека таму има огромен потенцијал прво за младите, а понатаму за сите ранливи категории на луѓе кои што треба да бидат конкурентни на пазарот на труд. Што би им понудиле? Доел, фирма поединец со директна присмотра и надсмотра на финансиската полиција, УЕП и така натаму, или прибирање на одреден дел на давачки што и на запад е 6 месеци работиш, даночен обврзник си. Ке се сложат со мене експертите на трудово право, бидејќи оваа информација ми е од нив. ДОЛ е единствена во моментот форма која што може да регистрираат како предпријатие овие поединци и при тоа не можат да наплатат над 30.000 евра странски прилив. Годишно или? Годишно. Значи, таа е направена некоја форма што функционирала до сега за традиционални форми на трговското право ги нуди, но не е адаптирана на финансиски приливи од страна за поединци. Значи, не била предвидена ваква заработувачка, заради која што денес нормално постојат други олеснети форми на регистрирани предпријатија и во светот, а и кај нас нешто слично сега се регистрира, која треба да им помогне на поединците да може да примаат средства од страна, да ги регистрираат, да ги пријават, државата да ги даночи, а тие како даночни обврзници во оваа држава немаат легален проблем. Добро, фриленсерите имаат сплет на многу проблеми. Да. Не може да се да речем условно да се регистрираат како здравствени осигуреници, да, како даночни обврзници, не може да бидат дел од работниот стаж и така натаму. Целиот тој пакет треба да им се овозможи да го разберат, за да не бидат под мониторинг на сомневање дека прават илегални трансакции. Така е, стравот е голем, меѓутоа јас сум сигурна дека и јавните институции кои ќе ги повикаме на конференцијата самите ќе потврдат. Не се тие криви за ситуацијата во која што се нашле. Тоа е некој, законот е сепак жива материја, се едитира
му треба некаква надградба и ќе се направи. Во моментот знам дека се случува работна група во Министерство за труд и социјала, која што точно тие недодефинирани поими сега ги додефинира. Фриленс поим за работник и за вработен не постои. Тоа е некаков тип на хонорарна работа, во нашиот случај, доколку се изведува на дигиталните платформи за труд, е фриленсинг. Сите тие работат за главно 90% за странци или за странски компании. Така е. Како ги обезбедуваат приливите, кога немаат регистрирано сметки, имаат ограничување дека ако немаат договор 6000 евра ако приложат, им виси на глава финанска полиција? Да, тие најчесто регистрираат предпријатие, затоа што ние забележавме дека природниот развој на фриленсерот тежне кон тоа дека после 10 години успешна кариера на интернационални платформи, тој е навистина конкурентен и има многу добри клиенти, тој секако ќе отвори компанија и ќе ја подели работата со слични експерти како него, значи тежне е натаму процесот. Ќе направи компанија, но кога не отварат компанија, кога што се уште млади сакаат само да го тестираат моделот, нормално кој може отвара сметки во соседните земји или има картички платежни кои го дозволуваат тоа како опција и проблемот со примање на приливите е решен. Тој проблем што не е решен е дека после добра заработувачка во Македонија просекот е различен, ние немаме точен увид колку е, меѓутоа не е ненормална цифрата 9000 евра месечно нето приливи кај фриленсерите. Значи нешто што е конкретно. Со таква заработувачка тој фриленсер не може да си купи стан. Не може да го реши стамбеното прашање. Една девојка фриленсерка не може да остане на породилно отсуство. Тие се наредните проблеми што треба да ги решаваат, ние сме тука за нив да ги поддржиме, да обезбедиме диалог со јавните институции и со приватните компании. Значи на конференцијата во Хотел Мериот, само да ви исправам, 12 мај. 12 мај, ќе имаме една цела панел дискусија со финансиски институции, каде што различни пензиски друштва и осигурителни компании ќе ги понудат своите пакети. Тоа е приватен модел кој што можете да си го одберете и тој проблем да се реши. Од каде и за кого се регрутираат, работат фриленсерите? Дали се тоа само и исклучиво IT во овие услови во кои ние сега се повеќе имаме недостиг неквалификувана и вешта работна сила, се повеќе имаме, да речем условно за нечии кои работат фриленсери, не сакат веќе да работат за други, туку за себе, но немаат фирми, уметници и така натаму. Најчесто тоа се компании од странство кои што имаат, бизнисите имаат своји сметки на дигиталните платформи за труд, како што неголема, еве, ќе кажам Upwork, и таму ги пласираат своите барања, а фриленсерите нудат некаков тип на услуга што може да ја завршат. Не секогаш е таа во IT секторот. Сега збориме за дигитализирани услуги и во други сектори. Значи има дигитален маркетинг. Има сметководство за американски компании од Македонија. Сертификатот се вика QuickBooks. Кога ќе положат таков тип на сертификат, тие се конкурентни, може да го водат сметководството на средни и мали компании од Америка. Понатаму имаме архитекти, проектанти, консултанти, HR рекрутери, кои што не програмираат, само тоа што го прават дигитално и ремоут од Македонија. Згодната работа е што можат да живеат каде сакаат и како што споменавте, кога ќе живеат 6 месеци во една земја, во таа земја стануваат даначни обврзници. Кога избрале веќе да се овде, не би сакала да ја пропуштиме приликата оваа земја да им даде можност да останат. Добро. Овие фриленс кампови, меѓу другото, може би се врзани со дел од македонските IT компании, на одреден начин, па да вршат одреден пренос на обврски и истовремено и приливи на средства. Но, на каков начин преку ова фриленсерство, македонската работна сила е подвижна на светските платформи на IT, на архитектурата и така на другите креативни области и дејности? Одлично е прашањето. Ми имаме веќе примери кои што ги следиме на успешни македонски фриленсери кои што генерално после 5-6 години работа со странски компании каде што ги користат последните технологии, барањата се тешки да се исполнат,
не само што стануваат толку конкурентни, туку се вработуваат во странските компании. За да станат квалификувани за Google, за не знам сега кои се ова ние Microsoft или овие Facebook варијанти, тие ги добиваат сертификатите преку собственото ангажирање или преку остручување во рамките на овие големи конгломерати? Сами вложуваат во своите дигитални вештини да ги стекнат и тоа не е нова работа. Во Македонија веќе постои неформален начин да се вложи во нив, односно кога ќе одлучат дека сакаат да станат фриленсери, ние ќе ги промовираме и понатаму сите тренинг центри во Македонија што даваат такви услуги. Ние пред да го почнеме проектот, Reconomy направи истражување во кое што точно се адресираше кои се најбараните професии на платформите, а ги нема со тренинг кај нас. Прво таму почнавме да ги обезбедиме тренинг центрите со курсеви кои што се потребни, не само за технички вештини, и за вештината фриленсинг. Тоа е посебна вештина на себе продавање своите услуги на дигиталните платформи. Тоа е посебен курс кој што го воведовме и дава одлични резултати. Од моментот кога ќе станете експерт во некоја од овие области, вие веднаш не можете да конкурирате на платформа со преку 50.000 понудувачи во вашата сфера само. Навистина е тоа конкурентна средина, затоа и успешните самите брзо се движат и кон светските конгломерати, како што спомена. За година навистина јас познам двајцата ги интервјуирав, едниот е од Стојакова, другиот е од Велес, кој додека ги интервјуирав ми вика, види чом, сега ми е време меѓу 12 и 2 да се качам горе, да влезам во берзата на понуди и да заработам некоја нова програмска шема и така натаму. Спроти мене исто така има една прилично атрактивна, млада, мобилна IT семејство која веројатно работи и навечер и до досна. А вакви старци војери веројатно ги следа што прават или не. Но Елена Иванова, Фондација Импакт, гостин во утрински брифинг, разговараме за потенцијалите на фриленсерството во Македонија и начинот на кој ова прилично бројна групација или камп треба да биде составен дел и од проектот на самовработување и од проектот да се пласираат на светските платформи на берзите на труд. Има една концепција во која веројатно и ние можеме да бидеме нападнати условно. Кризата и војната на Русија врз Украина предизвика поместување на овие IT номади од Русија кон Белград. Сега прочитав податок дека над 400 поединци или не знам какви групи бараат станови во Белград, бараат деловен простор и го селат, условно кажем, својот бизнис. Тамо нема машини, има само креација и добар интернет. Тоа е шанса и за овие мали средини како што сме ние, имаме релативно добро развиена и информациона структура и IT индустрија. Така е, Македонија може да биде привлечна како дестинација која ќе створи околина во која што ќе делуваат фриленсерите. Не само за нашите фриленсери, и за тие што ќе дојдат и ќе поминат над 6 месеци кај нас. И има една таква иницијатива, мислам дека беше прво безвизен режим да се обезбеди за дигиталните номади, а понатаму може и даночни улеснувања, не сум сигурна до каде е таа процедура, ја започна фондот ФИТР за истражување и развој, затоа што тие номади секаде во светот се платежно способни, носат една посебна продуктивна енергија помеѓу младите, а ние сакаме младите да ни останат овде. Нормално, фриленсерството им дава можност каде сакат да живеат. Меѓутоа, кога ќе ги средиме условите овде и не мора да заминат. Да, тоа е она што ние кога велиме си одат младите, не само заради вработување и плати, туку и за социјален амбиент и така натаму, меѓутоа е факт дека 10.000 луѓе нашле мотивација своите креативни способности да ги пласираат на светскиот пазар на труд, без оглед дали е тоа IT индустрија, архитектура и така натаму. И тоа треба да се следи. Има една област која е сега шпекулативно афирмативна. Фриленсерството влезе во криптовалутите или?
Мислам дека да. Треба да видиме како. Значи, конкретно нашата дефиниција за фриленсинг се држи до некоја работа што се сработува дигитално преку платформите. Меѓутоа, хонорарната заработувачка не е секогаш врзана со работни сати, значи има работни консултантски договори без работни сати и има бизнис модели без работни сати, вклучително и ова. Сигурно сум дека ќе најдете свое место со поинаква дефиниција. Во моментот може да се ставате во иста капа, бидејќи нема дефиниција. Ни во законот за работни односи се уште, нити пак овој тип на индустрија, не може да кажеме дека е ова IT индустрија, тоа е преширок сектор, мора убаво да се дефинира. Не е ли финансиска индустрија, а тоа е комбинација од повеќе слојноста на ангажманот. А ако сакаме да разговараме за правна држава, за финански сектор, веројатно ќе дојде време кога и криптовалутите ќе мора да бидат предмет на одано чување или на зафаќање. Јас се сеќавам кога студирав каква промена направи интернетот. Да. Истата промена ќе следи, претпоставам, секој 20 на години. Од време на време ова дигитално рекламирање, чат пат ќе ми се појават прилично шпекулативни најави. Ми нудат здравствени услуги, разни суплементи, со имиња кои се лажни, а со титули кои се преземени и така натаму. Но има и прилично развиена форма, тоа особено во Србија, Босна и во другите, каде што се практикува така наречено пирамидално вложување. Па викат вложите 25 евра, па за еден месец ќе добиете 2000 евра. Што е тоа? На граница на криминал или на граница на умешност? Сигурно дека правните експерти од мене подобро ќе го одговорат ова прашање, но се што не е дефинирано убаво во законот има негова злоупотреба. Еве и да не го гледаме законот. Дигиталните платформи за труд, Upwork, толку навлегле во оваа проблематика, што не оставаат простор договорот што го направиле клиентот заедно со понудувачот на услугата, фриленсерот, да не се затвори, да не се плати, да не се остави ревју. Тоа си функционира како, размислете, Booking.com, некоја алатка за резервација, на взаемна соработка помеѓу клиентот и фриленсерот. Не е потребна тука државата и бизнис модели кои што треба, не знам каков закон да променат. Бидејќи пирамидалното штедење така се појави во отсуство на добра дефиниција. И нормално, не само кај нас, во цел свет фриленсерството не е регулирано. Треба да се направи таква некоја дефиниција која што ќе дефинира дали тоа вработен или работник или газда на мултилевел компанија, да се знае што е и што може да прави. Не смеат трендовите кои брзо се развиваат да бидат сопрени од преголема регулација или од никаква регулација или погрешна. Така и овде. Не е тоа нешто што не постои. Преголема регулација значи тренд кој сега во современата економија се нарекува дерегулација. Тоа значи слободен пазар, слободно формирање на цени и се разбира единствената солуција е да имаш обврска кон државата да си ги плаќаш придонесите и осигурувањата, ако сакаш, се разбира. Овие фриленсери знаат да бидат осигурени во странски осигурителни компании без ние да знаеме и тоа добиваат баснословни животни осигурувања. Тоа е примерот што го споменавте пред малку. Ако тој прима 6000 евра месечна заработка врз основа на некоја интелектуална дејност што работи онлайн, треба да може финансиската полиција или комисијата за спречување перење пари да го разгледа тој договор и да најде основ на кој што ќе го оправда приливот. Ама опасноста во овој тип на администрирање може луѓето да ги попишмани, да излезат од чаурите на својата таинственост, а да при тоа приливите не бидат видливи. Ние се изненадивме, конференцијата е објавена 3 дена и беше дизајнирана за 70 луѓе. Вториот ден имавме 155 регистрирани луѓе кои што сакаат да излезат јавно и да постават прашање, да се информираат како да се однесуваат. Бидејќи стравот ќе ги спречува понатаму да бидат конкурентни, да наоѓаат клиенти од страна, да напредуваат во кариерата, мислејќи дека прават некакво криминално дело. Тоа не е опција. Премалку сме во земјата со лимитиран пристап, да речам, до клиенти. Знаење имаме или вложуваме во него,
Сега е моментот да почне диалогот помеѓу јавните институции и критична маса на фриленсери во Македонија, која би сакала да напоменам, во моментот не е обединета во никаква формација. Заради тоа ние би сакале да им помогнеме да направат невладина организација, да ги разгледаат заедничките интереси. Они имаат многу интересни по социјалните мрежи групи, каде што разговараат како да го платам данокот, како да најдам пајонир картичка, јас немам, дали некој затвори договор, како се однесувате на оваа мрежа. Истите прашања по 200 пати. Значи нема некој што ги застапува тие интереси и што ќе ги администрира, ќе ги информира што тоа се случува и како може да се прави и како е легално. Има помеѓу нив адвокати, луѓе што работат меѓународно право и тоа за компании. Значи ги средуваат најразлични политики на веб-сајтови за приватност, за сигурност при плаќање. Тоа се македонци од Македонија, за веб-страни од светот го прават тоа. Зошто да не го направат и за себе? Дали постои нелојална конкуренција на овој пазар на фриленсерство, кое обично кај нас не се само македонците, прилично се развиено и во албанската средина и тоа прилично е комбинација меѓу криптовалути и работење за странци на начин на кој им помага Косово и така натаму. Мислам дека нема нелојална конкуренција или барем ако таа што ја има постои во нека мера, не им носи ништо добро ни на тие што ја отпочнуваат. Имам еден податок да споделам со вас што мене ме загрижи. 2020 година Upwork прави истражување за целиот Западен Балкан, 6 земји, колку фриленсери имаше претходната година, колку има оваа година и колку заработуваат. Од 2019 до 2020, 22% расте бројот на фриленс акаунти активни од Македонија. И сме некаде на второ место по раст. Колку расте само. Од овие земји каде што вие се ситуирате, десетина земји? Први се Србија, Албанија, трета е Македонија. Но растот е рапиден во Македонија, за да забележиме веќе во истиот репорт дека цените што ги наплаќаат по час во Македонија паднале. Не би рекла дека е нелојално, повеќе преживување, не снаоѓање во конкурентната средина и нудење исти скапи услуги по поевтина цена за да го пробиеме пазарот, што е прва грешка во фриленсингот. Други се начините да се најде клиент, не се дампинг цените. И тие не му користат на никого, заради тоа и одлучивме ние дека ќе Reconomy програмата ќе работи во овој домен. Добро, знаеме за девојката за која зборувате дека тука била фриленсер, па авансирала до Google и не знам каде се уште Instagram и така натаму. Други такви да речем условно ведети на фриленсерството? Да, имаме околу 15 што само ние ги мапиравме и ги промовиравме до сега во 9 месеци колку што е Reconomy програмата. Целта беше да им ги доближиме на луѓето што сакаат да станат фриленсери, па што направивме коучинг сесии 1 на 1, каде што со десетина во група, значи вкупно 150 имаме менторирано, како зараче ги фати им покажа кои се триковите да се успее на една дигитална платформа. Во првиот месец добија задача, да речем, менторирање. Не сум приврзаник на родова поделба, да речем, условно, но што доминира? Женскиот ум или машката креација? Мислам дека е 50-50, но има професии во кои што доминира женската популација, тоа се дигитален маркетинг, сметководство, истите професии што традиционалниот свет се, да речем, подостапни за девојки. Ние направивме една многу интересна интервенција заедно со Сивус едукативен центар. Одбравме самохрани мајки и девојки со попреченост кои што ќе одберат да учат дигитален маркетинг да добијат стипендија. Целта ни е ранливите групи да добијат предност затоа што фриленсерството е толку флексибилно и згодно за сите. Јас ви посакувам голем успех, уште повеќе што мислам дека е добро да ги афирмираме луѓето, зашто во основа тие креат важна компонента и за македонската економија, да бидеш конкурентен на светските пазари и меѓусветските компании. Ви благодарам уште еднаш Елена Иванова од фондацијата Импакт, која на 12 овој месец организира собир на фриленсери со едукативно, би рекол, социјален аспект и ќе видиме што од тоа се ќе излезе. Ви посакувам успех и се надевам дека ќе ми обезбедите конекции со овие успешни
приказни кои ги значат на одреден начин авансирање на креативните потенцијали од Македонија и за светот. Ви благодарам. Дојдете на конференцијата, ќе ги сретнете и во живо. Секако, тие се фасцинантни ликови што успеале без цела во оваа средина, што сега се обидуваме да им помогне и да ја средиме за нив. Благодарам многу. Тоа беше Елена Иванова,